Вработените од Кумановската градинка Ангел Шајче, членови на синдикалната организација, денеска протестираа пред управната зграда на улицата Моша Пијаде од 12 часот и 40 минути до 13 часот и 15 минути поради обврските на вработените во однос на грижа за децата. Вработените протестираат бидејќи не им е исплатена јунската плата, изјави претседателката на регионалниот одбор на СОНК и претседател на синдикалната организација во градинката Цветанка Митевска. Првична причина за неисплатената плата е одредено несогласување помеѓу институциите, градинката, општината и Министерствата за финансии, труд и социјална политика. Во меѓувреме, синдикалците се информирани дека административните грешки се отстранети, а плата ќе има во најскоро време. Во Кумановската градинка вработени се 232 лица, од кои што 160 се членови на синдикатот. Протестот го организиравме после информација дека 2 месеци нема вработените да земат плата. Од кои причини, тоа институциите може да истражуваат и да ви дадат одговор. Ние во четврток донесовме одлука, каде беше присутен и нашиот претседател на СОНК Јаким Неделков. Вработените легитимно изгласаа да пристапиме кон оваа мерка, првично протест пред градинката и да се реши што побрзо овој проблем. Сега вие за кој месец немате земена плата? За јуни месец немаме земена плата. Што револтот е тука што во државата, само во Кумановските градинки плата нема, од причини кои реагираме и се надевам дека ќе бидат решени. Имам информација од СОНК, претседателот исто така направил контакти со Министерство за финансии и имам известување дека плата ќе има во најскоро време. Токот доставив одлука за овој протест што го организираме, документи нормално до директорката одлука, до градоначалник Максим Димитриевски, до полиција секако за протестот да бидат информирани и до министерот за МТСП. Се надеваме дека ќе има плата, но вака ќе биде сега, пак членството што е собрано тука ќе одлучи денеска после овој протест што понатаму. И се надеваме дека денеска до утре најдоцна би се решил проблемот. Во одлуката си пишува многу фино, во колку се исплати плата, согласно законот, протестот се одложува. Не се одложува, протестот стапува од сила. Тоа се административни грешки, таква информација имам ја од претседателот, од Министерство за финансии, дека грешката е отстранета. Во моментот да, имаме, но и најголема причина и страв, кај вработените беше да не останат луѓе без здравствено осигурување. Де факто тие сите, сме на екзистенција од оваа плата, нашите семејства, сакам да речам, имаме вработени по двајца во градинка, што разберете сега, некој може не му е, ама кога е плата во прашање, нема политички превирања, дефинитивно синдикална активност, по одлука, по закон, се fair play треба да биде. Децата се згрижени, сега се моментално на спиење. Имаме и членови што не се на СОНК и тие се со децата, се надополнуваме. Жител на Кумановското село Љубодрак изминатиот викенд пријавил дека зрно од огнено оружје му ги оштетило влезните врата, односно стаклото на вратата било искршено. Според секторот за внатрешни работи Куманово, увид извршила екипа, а зрното било подигнато за понатамошна постапка. Над 80 возачи викендов биле казнети на подрачјето на Куманово поради непочитување на сообраќајните правила и прописи. Според секторот за внатрешни работи Куманово, најголем дел од казните биле изречени за неносење кацига 33. Потоа следуваат казни изречени на возачи кои возеле под дејство на алкохол, вкупно 22. 19 казни за управување возило без возачка дозвола, 3 за нерегистрирано возило, 1 за минување на црвено светло и 4 за возач почетник. Сообраќајните контроли, како што додаваат од полицијата, продолжуваат и во наредните денови.
9 нови случаи на голема кашлица или пертусис во општина Куманово се пријавени во Центарот за јавно здравје во последните 10 дена, информираше денеска раководителката на епидемиолошкото оделение доктор Јадранка Стаменковска. Според надлежните, се уште е во тек пријавената епидемија од март месец годинава. Минатиот месец биле евидентирани 20 нови случаи на голема кашлица во североисточниот регион, а месецов бројот на новозаболените се уште веројатно не е конечен. Инаку голема кашлица или пертусис е акутно заразно респираторно заболување кое се карактеризира со напади на кашлица. Бактеријата која предизвикува големата кашлица може лесно да се пренесе од човек на човек преку капките кои што се исфрлаат при кашлање, кивање или гласно зборување на заболениот. Најдобар начин за превенција на голема кашлица е вакцинацијата, порачуваат надлежните. Се уште остануваат на ниво на оние мерки препорачани кои што се ние активно ги пребаруваме заедно со екипите од здравствениот дом, оние кои што се невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица. Деца, така да во тек е тоа, остануваат тие мерки, значи да се вакцинацијата навремено врши, особено до 1 година, 3 дози на Дитепер да се дадат и оние кои што доцнат со вакцините, бидејќи една од противепидемиските мерки е редовно да се вакцинираат децата и да се пронаоѓаат оние кои што се некомплетно вакцинирани. Секако останува изолација на заболените, се дава хемопрофилакса на оние што се блиски контакти, така да се следи состојбата на ниво на Центарот за јавно здравје Куманово. Болесни компликации поминуваат оние што се возрастни, значи онаа група што се над, значи повозрастна група, меѓутоа болеста за децата што се под 1 година, особено оние до 2 месеци што се доенчиња, кои што не потпаѓаат на вакцинација, тие може да имаат тешки компликации, мислам дури до тешки последици пред се смрт. Редовно, затоа се потенцира повторно, значи на редовна вакцинација, на времена вакцинација, дури и периодот на вакцинирање се смалува на 1 месец, а на ревакцинација 6 месеци од последните дози примени. Останува и таа мерка, продолжува, значи тука тимовите, мислам, оние во градинките единствено ги примаат децата кои што се комплетно вакцинирани. Меѓутоа, доколку се јави некој случај на заболено дете, значи тука се применуваат мерките на изолација и пребарување на оние контакти кои не биле вакцинирани. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека во текот на изминатиот викенд 25 годишен кумановец и неговиот брат пријавиле дека со метални предмети биле физички нападнати од 3 лица. Нападот се случил на улицата Васка Петковска во Куманово, а освен што биле нападнати, им било оштетено и возилото. Од полицијата посочуваа дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во друг случај, како што информираат надлежните, 22 годишен кумановец пријавил во СВР Скопје дека бил физички нападнат од 2 лица на подрачјето на центар во Скопје. Во одделен случај, 44 годишен скопјанец пријавил дека тој и неговата 35 годишна сопруга од Куманово биле физички нападнати од 3 лица. Нападот се случил во дворот од куќата на пријавителот на подрачјето на Шуто Оризари, информира Министерството за внатрешни работи. Оттаму посочуваа дека по целосно документирање на случаите ќе следуваат соодветни поднесоци. Уште 4 денови трае рокот за поднесување даночни пријави по основ данок на додадена вредност, подсетуваат од Управата за јавни приходи. Оттаму информираа дека повеќе од половина од даночните обврзници уште не поднеле ДДВ пријава, а секое задоцнето поднесување или неподнесување на оваа пријава во законскиот рок повлекува и пропишана глоба. Пријави за ДДВ треба да поднесат вкупно 40.509 обврзници, според податоците на УЈП. Досега оваа пријава ја поднеле 19.030 обврзници, а останатите немаат поднесено пријави.
Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи да ги намали цените на бензините. Од полноќ за денар и пол поевтинува Евро Супер БС 95, Евро Супер БС 98 и Евро Дизелот, а екстра лесното масло за домакинство за 1 денар. Се намалува имало продажната цена на мазутот за 1,15 денари за килограм, кој од полноќ ќе се продава по цена од 45,75 денари за килограм. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евро Супер БС 95 ќе биде 81,5 денари за литар, Евро Супер БС 98 ќе се продава по цена од 83,5 денари за литар, а дизелот по цена од 74 денари за литар.